бројки се уште не покажува бројчаникот, се уште е рано за да се покажат сумите, но бројчаникот е поставен на портата Македонија, која изминативе години стана символ на отпорот против владата на ВМРО-ДПМН, бидејќи не поминуваше ден на активистите од шарената револуција да не дојдат тука и да не фрлаат боја врз неа. Дури имаше и случаи кога активисти кои што беа против шарената револуција доаѓаа да ја чистат портата Македонија. Портата Македонија изминатите години дури беше нарекувана и триумф на лудоста, алудирајќи при тоа на проектот Скопје 2014, бидејќи и самата таа е дел од овој проект, а чија што изградба практично беше вовет во овој контроверзен проект за кој што беа потрошени повеќе од 600 милиони евра. А токму овој бројчани кој што сега е поставен на триумфалната капија, практично првата сума која што се очекува да ја покажува се пари вратени во буџетот на општина Центар токму од проектот Скопје 2014. Бројчаникот ќе почне да ја врти прво сумата од половина милион евра, односно точно 433.000 евра, што во касата на општина Центар беа вратени од проектот Скопје 2014, веднаш откако финансиската полиција отвори истрага, бидејќи се сомнева дека има злоупотреби при изградбата на мостот Око во време кога градоначалник е Владимир Тодоровиќ. Веднаш откако беше отворена истрага против Тодоровиќ и компаниите кои што работеле на овој проект, хрватските компании решија парите кои што финансиската полиција се сомнева дека се злоупотребени да бидат вратени назад во касата на општина Центар. Веројатно следната сума која што ќе се врти на овој бројчаник е и сумата која што генералниот секретар на владата Драги Рашковски успеа да ја врати за злоупотреби направени со службените телефони, однесено ситуација каде што има надминување на лимитите на службените телефони, и тоа кај вице-премиерот Владимир Пешевски, како и министрите без ресор Самак, Павлевски, Наумов и Мицковски. Станува збор за суми од неколку илјади евра, за кои што тие ги имаат надминато службените лимити и кои што Драги Рашковски им ги скрати од нивните апанажи кои што ги добивале по заминувањето од власта на владата на ВМРО-ДПМН, но Рашковски тврди дека сте работи за многу поголеми суми, направени злоупотреби во изминатите години, и дека таа сума може да достигне до 300.000 евра, за што МВР веќе отвори истрага. Тука и пресудата за случајот 300, во кој што Ѓоко Поповски од МВР доби 9-годишна затворска казна, но и пресуда во буџетот на државата да врати 453.000 евра. Иста е и ситуацијата со случајот Тифани, каде што на Ивона Талевска е досудено да ги врати назад парите, која што е сума од околу 60.000 евра за даночно затајување направено преку нејзините фирми. Сепак една од најголемите суми која што можеби овој бројчаник ќе почне да ја врти е за случајот Труст, каде што станува збор за сума од 17 милиони евра. Таму Сеат Кочан и Василија Вировиќ добија затворски казни, но исто така судот досуди дека 17 милиони евра треба да бидат вратени во буџетот. Дали тоа ќе биде со конфискација на движен или недвижен имот дополнително ќе се знае. Сите овие случаи кои што ги набројав, дел се со правосилни, дел се уште немаат правосилни пресуди, а дел, како што е случајот со општина Центар, веднаш по отварањето на истрагата парите беа вратени назад во буџетот. Тоа беше едно од предизборните ветувања на владата на премиерот Зоран Заев, дека сите пари кои што ќе бидат вратени, кои што се украдени, ќе бидат вратени, а тоа ќе се покажува на бројчаникот кој што вчера беше поставен на портата Македонија.